Од денеска до четврток во Хелсинки, Финска, на самитот на Европската народна партија ќе учествуваат лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, подпредседателот Александар Николовски, интернационалниот секретар Владимир Ѓорчев и советникот за надворешна политика Тимчо Муцунски. Во исто време, на истото место, еден ТВ дознава дека ЕПП ги поканила и представниците на реформското крило на партијата Петар Богоевски, Костадин Богданов и екс-подпредседателот на ВМРО-ДПМН Митко Јанчев, кои неодамна беа разрешени од партиските функции поради ставот дека не треба да се бойкотира референдумот за името. Портпаролот на ВМРО-ДПМН Димчо Арсовски потврди дека делегацијата предводена од Мицкоски веќе е таму и ќе учествува како официјално поканета делегација од ЕПП. Според Арсовски, ова е редовен конгрес на кој учествуваат работни тела на кои партиските представници треба да информираат во која насока се движи партијата. И во реформското крило на партијата ни потврдуваат дека Европската народна партија ги поканила Петар Богоевски и Костадин Богданов. Велат дека ја прифатиле поканата и отите учествуваат на конгресот во Хелсинки како проевропски дел од партијата. Според нашите извори, ова е прв пат две делегации на ВМРО-ДПМН да учествуваат на самит на ЕПП. Поканата до нив ја толкуваат како интерес од сестринските партии директно да слушнат што се случува во ВМРО-ДПМН. Уште се сомневаат дека ова би значило дека покрај Америка, ВМРО-ДПМН ќе биде изолирана и од европските сестрински партии. Митко Јанчев не беше достапен за информација дали е поканет на Конгресот на Народната партија. Познавачите на состојбите во партијата, која беше на власт од 2006 до 2017 и која западна во криза поради злоупотреба на власта, велат дека ВМРО-ДПМН и по 3 години нема спроведено никакви подлабоки реформи кои би овозможиле нов почеток. Додаваа дека односите меѓу Европската народна партија и ВМРО-ДПМН се влошиле откако ЕПП се заложија за имплементација на договорот со Грција.